Весте на ИРИС телевизија. Пролетните алергии почнаа да ги полнат ординациите. Се поголем е бројот на млади луѓе кои во овој период се мета на поленот. Лекарите алармираат. Повеќе од 7 дена чешање на носот и кивање треба да бидат знак за алергени реакции. Расте бројот на пациенти кои имаат алергиски реакции. Најчеста мета е младата популација. Најзастапени се алергиските реакции кои настануваат од поленов прав. Сега овај период пролетта е многу убава, но очекуваме дека ќе имаме посебно кај младата популација кивање, чешање на нос, солзење на очи, исто како една грипозна состојба. Затоа се вика и поленска треска. Значи може и температура пациентот да качи, може да има главоболка, мигрената исто влегува во тие алергиски реакции, може да има проливасти столици, соколите ден алергиски. Не мора да значи дека само црвенилото на кожата представува алергија. Често пати се случува алергиската реакција да се замени со вироза, па пациентот соодветно да не биде третиран. Интензивно кашлање и течење на нос повеќе од 7 дена се доволни да укажат дека се потребни понатамошни испитувања. Често се случува да една вироза, една алергиска реакција се замени со вироза. Симптомите се исти, но има знаци по кои што специјалистот може да ги открие дека представуваат алергиска реакција. Едно кашлање подолго од 7 дена треба да се помисли на алергиска. Течење на носот повеќе од 7 дена исто треба да се помисли на алергиска. И плюс дополнителните наши испитувања што ги правиме за да утврдиме дали е алергиска или не. Децата до 6 годишна возраст најчесто страдаат од алергиска реакција предизвикана од храна. Лекарите советуваат, доколку се открие која намирница предизвикува алергеност, истата не треба да се отфрли, туку постепено да се воведува во исхраната. За разлика од децата, возрастните најчесто страдаат од алергии предизвикани од домашна прашина. Трет ден пролетна еколошка акција во штипската населба Сењак. Граѓаните заедно со екипи на јавните предпријатија Стипио Нисар го расчистуваат сметот. Вклучени се и образовните институции. Денеска градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски изврши увид во акцијата Пролетно чистење и уредување која се одвива во населбата Сењак. Во оваа акција се вклучени штипските јавни предпријатија и институции кои покрај нивните тековни активности во неделниот план за работа вклучи и активности фокусирани токму на оваа урбана заедница. Изминатите денови во населбата Сењак се чистеше смет, се средуваа старите дрвја кои што представуваат опасност по имотот и безбедноста на жителите. Се чистеа дивите депонии и се одбележуваше хоризонталната патна сигнализација. Денеска се наоѓаме во населба Сењак, во која што веќе трети ден двете јавни предпријатија заедно со урбаната заедница, со граѓаните и веќе и со овие две институции, градинката, делот од градинката Астиво Клон Сончогледи и основното училиште Димитар Влахов, работат на уредување на своите дворови и на разубавување на оваа населба, на населбата Сењак. Во текот на изминатите 2 дена и денеска се работи на расчистување на сметот, на средување на дрвјата кои што беа опасност за граѓаните кои што минуваат овде, замена на уличното осветлување и досега имаме заменето околу 50 светилки само во населба Сењак, одбележување на хоризонталната сигнализација, 10.000 метри квадратни зелени површини се искосени, со што ќе ја пречекаме оваа пролет и ова лето со разубавен Сењак и поубава населба за граѓаните кои што живеат овде. Денеска во акцијата се вклучуваат институциите чии што седишта се наоѓаат во урбаната заедница Сењак, односно клонот Сончогледи при детската градинка Астибо и основното општинско училиште Димитар Влахов во Штип. Во дворните места на овие две институции денеска се одвиваше уредување и чистење. Во дворот на детската градинка Сончогледи во соработка со јавното предпријатие ИСР ќе бидат засадени садници од јасен и бреза. Во основното општинско училиште Димитар Влахов ќе се бојадисува оградата на дворот, ќе се чисти училишниот двор и ќе бидат засадени цвеќиња. Пролетната акција од утре се сели во соседната урбана заедница Дузлак. Шуте нечисти контейнери, диви депонии го гушат Штип. Реагираат од ВМРО ДПМН.
Почнаа преговорите помеѓу представниците на локалната синдикална организација на месо во рудникот Саса и раководството. Формирани се два преговарачки тимови кои треба да постигнат договор. Барањата на рударите се повисоки плати и подобри услови за работа. Почнаа преговорите меѓу раководството на рудникот Саса и синдикатот кој вчера попладне имаа состанок во седиштето на МЕСО, мултиетничкиот синдикат за образование во Скопје. Според писменото соопштение на рудникот Саса на состанокот било констатирано дека се исполнети сите предуслови за почеток на процесот, а како што се наведува бил договорен и составот на двата преговарачки тима. Синдикалниот тим го сочинуваат представници од редот на вработените во Саса, номинирани од страна на МЕСО. Од сите присутни на состанокот беше искажана надеж дека овој процес ќе заврши со конкретен резултат од кој ќе бидат задоволни вработените и кој истовремено ќе овозможи на компанијата да продолжи со својот натамошен развој, од што придобивки ќе имаат сите, вклучувајќи ја и пошироката заедница. Во соопштението се наведува дека и представниците на менеджментот на рудникот остануваат подготвени и отворено да разговараат за сите потреби на вработените во Саса, но исклучиво според одредбите и процедурите од Законот за работни односи и останатите законски прописи од оваа област. Рударите од Саса, за да дојдат до овие преговори, минатиот месец го блокираа локалниот пат кон селото Саса. Нивните барања се јасни, да добијат повисоки плати и подобри услови за работа. Општина Македонска Каменица ја подржа иницијативата за рамноправност меѓу мажите и жените во локалните заедници. Ке ги вклучиме и мажите и жените во процесите на однесењето на одлуки на локално ниво и ќе работиме на надминување на стереотипите. На подпишувањето на повелбата истакна градоначелничката на општината Сонја Стаменкова. Општина Македонска Каменица е меѓу првите општини кои ја подржа иницијативата и стана дел од големото европско семејство за рамноправност меѓу половите во локалните заедници. Ова е потврдено со подпишувањето на Европската повелба за еднаквост од страна на градоначелничката на општината Сонја Стаменкова. Според неа, со подпишувањето на повелбата, оваа рударска општина станува дел од една силна иницијатива за рамноправност меѓу мажите и жените во локалните заедници. И уште една силна порака од Македонска Каменица, која што важи за традиционална средина, е пораката во која што и мажите се надмина, богами и жените си ја покажаа силата. И тука е градоначалник, градоначалничка, во која што ќе имате и силна поддршка и водач за еднаквите права на жените. И како јас што милувам да кажам, не сме ние помалку застапениот пол, барем не овде. Благодарност кон сите вас. Стаменкова потенцира дека се уште треба да се работи на овој план. Подпишувањето на повелбата е поттик и прв чекор за надминување на разликите. Целите и активностите кои ќе ги реализира општината на овој план ќе бидат опфатени со акциониот план што ќе го изработи општината. Дел од подпишувањето на повелбата беа и културните настани со кои општина Македонска Каменица свечено го одбележа овој чин. Во основното училиште Свети Кирил и Методи беше отворена изложба на цртежи, а младите од општината се представија со литературни творби на тема "Сите сме еднакви". Мора да се сменат навиките на децата уште во самите училишта. Главната улога на нивната физичка активност ја имаат учителите, истакна на денешното предавање универзитетски професор од Белгија, кој ги пренесе своите искуства во делот на наставата пред студентите, но и пред колегите по физичко образование. Училиштето е местото каде што треба да се поттикне физичката активност кај децата. Улогата на учителот е најважна, смета Марк Лос, универзитетскиот професор по спортска педагогија и менеджмент на оделот за спортски науки при Универзитетот во Лиеж, Белгија, кој денеска имаше предавање пред студентите на Универзитетот Гоце Делчев. Многу е важно учителите да ја сватат важноста на физичката активност. Сега, општеството е премногу насочено кон седење и неактивност. Мора да се смени целото општество. Но училиштето е центар и почеток каде треба да се направи нешто. Ако учениците ги едуцираат нивните учители и родители, тогаш ќе бидеме во можност да смениме нешто. Билјана Поповска од Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев вели дека соработката со професорот Клос трае веќе втора година.
Аспектот дека ние имаме физичко и здравствено образование и имплементацијата на здравјето во рамките на часовите по физичко и здравствено образование беше иницијален момент и потик за да го организираме целото ова и да го повикаме професорот овде. Неговото присуство овде дел од програмата Erasmus+. Деканката на Факултетот за образовни науки Сонја Петревска забележа дека за студентите, но и за наставниот кадар, новите знаења и искуства се добредојдени на темата за физичко образование. Факултетот за образовни науки постојано ја шири меѓународната соработка. Соработува со повеќе од 20 на факултети кои што се сродни на нашиот факултет. Еве денеска имаме можност да ни биде гостин професор од Универзитетот во Лиеж. На денешното предавање присуствуваа и наставници од штипските училишта и детски градинки. Ветеринарите бараат да се пролонгира рокот за поднесување барања за субвенции за овци и кози. Наместо до 15 март да се пролонгира до крајот на јуни годинава, поради неможноста во овој рок да ги спроведат постапките за подпишување на грбата ситен добиток, вакцинација против бруцелоза и земање на мостри за крв за испитување на присуство на болеста кај ситниот добиток. Во моментот во Штипско тече акцијата за вакцинирање на крупниот добиток против болеста јазлеста кожа. Од Комората на ветеринари барање за пролонгирање на рокот за одбележување и вакцинација било поднесено уште во март. До сега се уште нема добиен одговор од Министерството за земјоделство. Шупни исчистени контейнери, диви депони неколку месеци го гушат Штип. Реагира денес од ВМРО ДПМН. Јавното предпријатие ИСАР веднаш излезе на терен, а градоначалникот Бочварски ја повика опозицијата да излезат и да им помогнат во расчистување на расфрланото ѓубре. Дива депонија веќе неколку месеци ја гуши населбата Три Чешми. На градот му се случува целосна хаварија. Расфрлено ѓубре, полни контейнери. Се редовна слика во секоја населба, па и во населбата Три Чешми. Обвинија денес на пресконференција Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Во текот на кампањата, градоначалникот остро критикуваше за наводните купишта ѓубре и градежниот шут на Штип. Заедно со СДММ организираа божемни акции за собирање на отпад низ населбите. Меѓутоа, откако СДС дојде на власт, градот тоне во ѓубре. Иако граѓаните се револтирани и секојдневно објавуваат фотографии од загадени подрачја на социјалните мрежи, властите како се уште да се на меден месец после изборите. Почитувани сограѓани, на Штип му се случува целосна хаварија во последно време. Расфрлано ѓубре на сите страни и полни контейнери се веќе редовна појава во сите населби. Веднаш после пресод и акција на дело. Овој смет ќе го исчистиме, а овде контейнер не смее да постои. Еве ги повикувам комуналните инспектори, ова е работа за нив. Значи они да си вршат својата работа, бидејќи садовите за смет кои ги имат граѓаните овдека во оваа населба се доволни за една недела. Штипскиот градоначалник ја повика опозицијата да излезат на терен заедно со нив. Да ги повикам од опозицијата, од ВМРО ДПМН, да се приклучат, не само да ги одржуваат пресовите, туку денеска можеше да бидат овде заедно со нас да направиме едно добро за граѓаните на Штип и на населба Сењак. Еве утре сме во населба Дузлак и ги очекуваме да бидат присутни таму, се со цел да направиме еден чекор кон поубав град и кон поубава животна средина за нашите граѓани. Заедницата на Хрвати Либерта за своите сограѓани и членови организира вечер на комедијата со актерот од Вараждинскиот театар Стојан Матавој. По тој повод утре, петок со почеток во 20 часот во Домот на културата Ацо Шопов во Штип ќе се одржи представата Лупење на мозокот. Се покануваат сите заинтересирани да повелат на едно убаво уживање. Влезот за сите заинтересирани е слободен. Информација од спортот. Екипата на УГД Студент во првенствен надпревар во рамките на женската суперодбојкарска лига на Македонија во Штип загуби од екипата на Јанта Воле од Скопје со резултат 0:3 во сетови, а фудбалскиот клуб Регалница потпиша договор за соработка со спортскиот центар за едукација и менеджмент ЦЕМС. Фудбалскиот клуб Брегалница потпиша договор за соработка со Центарот за едукација и менеджмент ЦЕМС. Овај договор е можност за фудбалерите на Брегалница да се едуцираат и усовршуваат за поуспешни натамошни пласмани.
Потпишавме договор за соработка со фудбалскиот клуб Брегалница. Ова е за мене еден свечен момент, бидејќи едно време бев и дел од спортските структури во клубот, клуб со голема традиција кој што дал многу фудбалери во Република Македонија, кој е расадник на млади таленти и секако на спортски работници, и нашата цел на центарот е да ги афирмира и да ги поддржува сите тие клубови со традиција и со визија за иднината. Посебно сме горди што ќе можеме преку соработката со факултетот за спорт и физичко образование да ги едуцираме членовите на младинската школа на фудбалскиот клуб Регалница во делот на нивната стручна наградба и оние теми кои што ќе им значат за развој на нивните кариери. Исто така и маркетиншки ќе помогнеме да се афирмира клубот во делот на организација на турнири во младинските категории, но и очекуваме првата екипа на Брегалница, што била гордост на овој град, да влезе во првата лига и да постигнува резултати и да го добие местото кое што го заслужува во македонскиот фудбал. Ќе дадеме се од себе со членовите на Советот на ЦЕМС, кои што се истакнати македонски спортисти, исто така и практично на тие настани што ќе ги организираме, и секако со поддршка на градот Штип и сите спортски работници апелираме да ни дадат поддршка и да излезат во пресред, затоа што ова се работи за афирмација на идните генерации кои треба да бидат гордост на овој клуб. Директорот на фудбалскиот клуб Брегалница Елмир Мандак задоволен од тоа што фудбалерите на Брегалница заедно со ЦЕМС ќе се едуцираат за да можат да бидат на врвот во спортот. Еден чекор напред одиме и со клубот и со сите млади категории, почнувајќи бидејќи има кој да ги советува тие млади категории, сите членови на Советот на ЦЕМС се едни познати спортски имиња со големи резултати кои ја представуваат нашата држава, односно ја представувале. Мислам дека нашите млади категории ќе научат многу од овие, заедно со поддршка од нив, и ние ќе гледаме клубот да подигнеме на многу повисоко ниво, нормално првиот тим во првата лига, а да произлегуваат едни млади таленти фудбалери од младинската школа на Брегалница, кои ќе бидат и репрезентативци на нашата држава. На денешната пресконференција исто така беше посочен и планот за едукација на фудбалерите за идниот период. Ви благодарам за вниманието. Тоа беше се што ви подготвивме во овие вести на Ирис телевизија. Пријатно!